Се наоѓаме во хотелот Барсело, хотел кај што се сместени сите селекции од нашата група: Русија, Данска, Исланд, Македонија, Чили и Катар. Со нас е капитенот на македонската репрезентација. Заборавајќи го сето она што се коментира и што било и поминало во изминатите денови, сакам само како ваш колега порано ракометар да ви честитам на позитивната енергија и на пристапот кон денешниот меч. Сведок сум тука што се случува и еве јавно пак ќе ви се заблагодарам што не дозволувате целата таа негативна енергија што после да се пренесе на селекцијата. Како капитен одговорен сте за таа позитивна енергија, за тоа другарство. Денеска правиме сефте со екипата на Чиле, со нивната репрезентација. Какви информации имаме, какви очекувања имаме од овој надпревар и дали денеска Македонија ќе оди на тоа да постигне што поише голови или битно е да се почне со победа? Мислам дека спремни го очекуваме почетокот на светското првенство. Имавме време доволно да се одмориме, да се спремиме. Успеавме да погледаме и едно видео со противникот кој што ќе го играме надпреварот. Мислам дека спремно го очекуваме овој надпревар. По мене, најважно од све да се победи, па макар било и со еден гол разлика, да освоиме тие 2 бода, затоа што тоа е најважно во вакви надпревари, да одиме чекор по чекор, да не се повторуваме и да размислуваме позитивно. Веќе сме 20 неколку дена во тренажен процес и би било жално сето тоа да се фрли во вода за некои работи што не се случуваат, но не се случуваат константно. Како и да, еве ни останува уште 2-3 часа до почетокот на овој важен надпревар. Како прв надпревар веќе имаме искуство од големи надпреварувања од европски и светска, така да јас како капитен и моите колеги, вака посматрајќи од рано сабајле од ручекот кој што го имавме, па и сега ручекот, мислам дека се чувствува таа позитивна трема, се чувствува тој притисок, без разлика на квалитетот на противникот и на рейтингот кој што го има. Јас мислам дека надпревар е надпревар и не треба да се гледаат имиња, максимално да се постапи сериозно. Никакво оптоварување со колкава гол разлика, кој ќе одигра, како ќе одигра, најважни се 2 бода. Јас би бил среќен и со еден гол разлика денес да победиме, да ги ставиме 2 бода во джеп, да растеме од ден во ден како репрезентација, да оставиме што повеќе свежина за наредниот надпревар што не очекува и за наредните јаки надпревари против европските селекции што не очекуваат. Ти благодарам, Кире, ние ќе бидеме со вас внатре и во салата, така да се надеваме дека сите заедно ќе се радуваме денеска по завршетокот на мечот Македонија-Чиле. Уште еднаш благодарам. Еве го и Борко Ристовски, човекот кој што е столб на нашиот гол. Знаеме во ракометот дека голманот е во некои моменти дури и 80% од екипата. Онаа старата ако ги спушти ролетните, а тоа му посакувам од се срце денеска, важи дека ниедна репрезентација не може да те победи ако голманот го стори тоа. Борко, колку вие од голманскиот аспект кажано како голмани сте спремни и дали имате увид во тоа кој од репрезентацијата на Чиле од надворешните позиции би можел да биде незгоден и не дај Боже да изненади денеска? Па добро, не е дека не се спремаме најсериозно, меѓутоа репрезентацијата на Чиле не е оној квалитет од кој што треба да се плашиме и да стравуваме. Едноставно треба да влеземе што е можно посериозно, колку што е можно во овој момент. Бидејќи не е лесно да се отвара едно големо надпреварување, уште повеќе со надпревар против аутсайдер кој што е Чиле. Значи, гледавме некои CD и надпревари нивни, меѓутоа не може да се издвои нити еден играч посебно кој што одскокнува малце со квалитетот. Сите се горе-доле тука со нивниот квалитет и ќе мора единствено нашиот пристап да биде малку посериозен за ако сакаме да немаме никакви проблеми со нив. Така да нема некој посериозно и некој, како да го кажам, шутер, меѓутоа сите се тука горе-доле незгодни. Познавајќи те лично како човек што обожава да фрла контри, доколку имаме неколку гола повеќе разлика, ќе има ли експлозии спрема Манасков и спрема Ѓоргиевски? Па и да немаме неколку голови предност има сигурно. Значи, јас сум човек, нормално, јас сум човек што лично на терен сакам доста да ризикувам и да тие контри мои
постигнат да даеме лесни голови со кои што ќе олеснам работата на моите колеги во нападот. Некојаш се греши, нормално е тоа, во сите спортови е така да за очекување и да нема и да губиме, не дај Боже, ќе има контри сигурно. Во негов стил, Борко Ристовски, голманот на нашата репрезентација, кој што единствен од сите играчи изрази желба во осмина финалето да се сретнеме со Франција и лично мене ми направи многу голем кејф со таа храбра изјава. Вели зошто да не и Франција да победиме и да елиминираме уште на почетокот. Левото крило и главната ударна игла, како што велам јас во нападот, колку Чиле ќе биде можност денеска да се растрчате со Гоце Марковски, што би рекол јас, бидејќи важат нели за послаби репрезентации и да пробате да во вежбате некои комбинации за навлекување на играч, па префрлање топка на крило, за да може во наредните посериозни мечеви, почнувајќи од Исланд, да товарот, она што го зборевме и во ниш, товарот да го понесат крилата, а знаеме дека можете да го направите тоа. Добро, значи денеска најбитно ќе биде да влеземе максимално, сконцентрирано, ангажирано, значи како во одбраната, така и во нападот, но најбитно е во одбраната, за да функционира добро одбраната, за да можеме ние потоа да ги истрчаме тие лесни контри и да дадеме што повеќе лесни голови. Мислам дека ќе одиграме една добра такмица во која мислам дека нема да имаме проблеми и на крајот ќе се радуваме. Битно ли е да победи Македонија денеска со повеќе разлика, со оглед на тоа што може да се случи понатаму да има 3 репрезентации со изброј бодови па да одлучува гол разликата или не? Па добро, ова е денеска прв натпревар, значи мислам дека и не е толку битно таа гол разлика колкава ќе биде, гледам обожуваниците даваат некои 12 гола таму и така натаму. Меѓутоа мислам дека нема да има потреба, зашто ќе се знае више после третото коло, ќе се знае више што е како е во групата. Гледавме на интернет порталите Кире Лазаров, главен кандидат за стрелец на првенството. Јас како поранешно лево крило, јавно кажувам, посакувам токму ти да бидеш главен и човек што ќе постигне највише голови. Мислиш ли дека може да се случи таква ситуација да со оглед на тоа што групата не ни е баш така лесна, што играме со 3 европски велесили, дека ќе можеш еден просек од 7-8 гола на утакмица да направиш? Па искрено мене тоа не ми е битно, битно е екипата да победува. Значи дали ќе бидат 5, 6, 7, 3, 2 гола, битно ние да победиме, па другото ќе дојде се по себе. Одлично, скромно и многу фер. Дејан Манасков, нашето лево крило и ќе повторам уште еднаш, една од главните ударни игли во нападот на македонската репрезентација.